Исклучително богата и содржајна предновогодишна и новогодишна програма во градот Потпелистер. Битолската зимска приказна веќе почна да се разгласува на сите ѕвона. Во центарот на градот ќе се гледаат новогодишни филмови на отворено, во погон се ставија и возот Мечо, како и празничниот автобус, по битолски кажано празнична кружна. Главната сцена е на платото од офицерскиот дом, но програма ќе има на повеќе локации, на плоштадот Магнолија, кај Безистенот, близ молот, на Порта Джес, како и на многу други места, а секако и на преубавиот Пелистер, каде под мотото "Куќа имам на Пелистер", забава ќе има за сите генерации. Според најавите од општината, годинава ќе има над 200 часа празнична програма, од кои дури 35 часа се наменети за најмалите битолчанчиња. Ке настапат 67 бендови, преку 20 соло изведувачи и 5 фолклорни друштва. Приватниот сектор е вклучен. Масовно, секоја година се повеќе стопанственици на радост моја и на граѓаните ја препознаваат зимската приказна. Јас би рекол да уживаме во сето она и се заблагодарувам на сите оние кои ја препознаа зимската приказна и за нивниот туристички, меѓутоа и комерцијален интерес кој ги имаат да ја поддржат. Така да тие се тие кои ја поддржуваат. Освен стопанствениците кои се вклучени во магичната зимска приказна, годинава свој особен придонес дава и локалниот културен информативен центар преку донација, односно партнерство со локалната самоуправа Битола. Годинава за прв пат имаме донација, партнерство, каде што се обезбедено комплетното озвучување и осветлување, значи на едно високо квалитетно ниво, кое што дава дополнителна поддршка и тежина на целото ова, со тоа што заедно со опремата и техничките елементи кои ги има КИЦ, сметаме дека без никаква додатна финансиска надокнада, ние годинава ќе направиме прекрасна зимска приказна. Во сите активности вклучени се и од јавното предпријатие Паркинзи, со најголемата атракција за децата Вовчето Мечо, кое веќе 2 години докажува дека е полн погодок за најмладите битолчанчиња, а од друга страна овозможува доволно простор за представување на општествената одговорност и хуманите заложби на ова предпријатие. Имајќи ја предвид ваквата заедничка организација и постапките кои се финализираат, по завршувањето на целата програма, јавно и транспарентно ќе биде објавена и целата финансиска конструкција на манифестацијата, уверуваат од општина Битола. Од друга страна, како доказ дека Битола веќе ја живее својата зимска приказна, се и настаните од изминатиот викенд, кога под мотото "Куќа имам на Пелистер", реки од граѓани од целата земја уживаа во богатите содржини кои беа организирани на Пелистер. Понудените битолски специјалитети од преку 30 на угостители никого не оставија рамнодушен. Оваа манифестација за прв пат беше организирана минатата година и има за цел да ја обедини и промовира севкупната туристичка понуда на поширокиот регион на едно место.